Јас и мојата сопруга сакавме тие рецепти што сме ги експериментирале со годините. Пред се јас пред некои десетина години многу повеќе готвев и поради тоа и имав многу рецепти кои што ми беа омилени. Сакавме некако да ги собереме сите рецепти, најголем дел од рецептите што ни биле омилени, што сме ги позаборавиле малку баш на едно вакво издание. Јас забележувам еве од работа со клиенти дека луѓе кога ќе дојдат постите или се откажуваат веднаш поради тоа што немаат никаква инспирација, или од друга страна јадењето им се сведува на компир, на ориз, еднолична храна и на некој начин одвај чекаат да поминат постите. Кога веќе имаме доста намирници на располагање, зошто да не ги искомбинираме на еден убав начин, еве книгава може да биде инспирација. Јас одбрав, сигурно имаше некои 200 рецепти, ако не и повеќе, кои што сум ги чувал по фолдери, сум ги заборавил, сме ги запишувале некаде, јас ги објавував и на мојот блог, па веројатно не сум ги преферирал сега на новиот блог. Како и да е, значи направив селекција, сигурно имаше 200 рецепти. Од тие требаше нели да се селектираат, заокруживме некоја бројка да бидат некаде до 80. Сместени се во доручеци, главно јадење, салати, чорби и десерти има на крај. Макар што може нели да се комбинираат од тие салати и од тие чорби и супи може да се направи главно јадење, може да се трансформираат и во ситуации кога не се пости, така што таа класификација е само чисто оквирна за ориентација. Еве нека бидат баш постите или оваа книга нека биде инспирација за повторно да се вратат во исхраната и леќата, и гравчето, па и наутот, и јатките и семките кои има на нашево поднебје, меѓутоа сме ги заборавиле дека постојат или едноставно немаме навика да ги имаме во исхраната. Кога веќе сме на постна храна, односно сте исклучени доста групи од храната, барем тоа што ни е на располагање, да го искористиме до максимум и убаво да го искомбинираме. Јас не сум готвач и затоа и не експериментирав нешто премногу со некои, не знам, рецепти што ќе се крчкаат. Кај нас дома не се работи така, нели не сме ние некои кои што сакаме многу да поминуваме во кујна, па дури ни од работа со клиенти забележувам дека ни луѓето општо не сакаат нешто многу да готват. Например, во книгата има рецепти кои што се салати, оброци, значи подготовката е 10 минути максимум. Сега со тоа што на располагање имаме варени мешунки и доста готови веќе производи во маркетите, значи еден таков оброк ќе се подготви буквално за 10 минути. Време ќе одземе само дробењето на салатата и ништо повеќе. Или потребни се некои основни знаења, јас дури викам доволно е само да се знае да се вклучиш поред и доволно е да се подготви еден таков оброк. Сепак сакавме да бидат идеја на луѓе дека здравата исхрана не зборувам само значи за посна, туку општо здравата исхрана не значи многу готвење и многу губење време.